Поздрав, почитувани гледачи. Вие сте со уште едно издание на Конец, емисија што ги третира актуалностите од областа на текстилната индустрија. Во денешниот безмалку половина час ќе говориме за еден тренд што од ден на ден се повеќе зема замав. Тоа е дигитализацијата. За ова денеска ваш и наш гостин е проект менаџерот при МАСИТ од Стопанската комора на Македонија Елена Петрушевска. Како што е редот, Петрушевска со генералиите за проектот за дигитализација. Впрочем, да не должиме, одговорите за се што е поврзано со овој проект, слушнете и видите во наредните минути. Патека за дигитализација проектот го започнавме лани во месец јуни и истиот ќе трае до крајот на септември оваа година. Како имплементатор на проектот е МАСИТ, Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии, а партнери на самиот проект се СТИК Косовската ИКТ асоциација и ICT-нет од Србија. Проектот е финансиран од проектот на USAID за економски развој, управување и развој на предпријатија. Во рамки на проектот како поддржани сектори се земјоделството, облека и текстил, преработка на дрво и туризмот. Во 3 земји проектот се имплементира, меѓу кои што е и нашата земја, како и во Србија и Косово. По принцип, ние имаме добиено апликации од повеќе, да кажам, од речиси сите сектори индустрии, и од туризам секторот, и од текстилната индустрија, од преработувачите на свежо овошје и зеленчук. Имаме компании кои што се пријавени од дрвната индустрија, производство на мебел и така натаму. Најчесто компаниите аплицираат пред се за имплементација на нова веб страна или можеби за подобрување на постоечката веб страна со нови модули како што е онлайн плаќање, примање на нарачки, каталози на нивни производи со слика, цена и така натаму. Еве тука би издвоила еден пример. Имавме апликација од една текстилна компанија која што аплицираше за поддршка за набавка на нова веб страна и интегрирано едно трговија решение, преку кое што веќе е овозможена онлайн нарачка на облека од нивната конфекција и модели, каде што купувачот може да си одбере соодветен модел, број, директно да плати и да стигне нарачката до неговиот дом, што не било случај. Со текстилниот кластер навистина имаме една континуирана соработка која што тече, да кажам, долги години наназад. Секојдневна комуникација, бидејќи со нив ги споделуваме сите информации и активности не само за овој конкретен проект, туку соработуваме на многу други активности и теми и секаде каде што може ИКТ индустријата да помогне и да делува за компаниите од текстилниот кластер. Да кажам, значи со еден збор многу блиска соработка, споделуваме информации за сите тековни активности, настани, работилници и проекти и учествуваме секаде заеднички каде што можеме да учествуваме и заеднички да делуваме за сите теми и настани кои што се од заеднички интерес. Од се досега кажаното недостасува едно делче за дигиталниот мозаик, па за да биде комплетен. Всушност, што е дигитализацијата? Дигитализацијата е употреба на дигитални технологии за да се трансформира одреден бизнес. Се разбира, не станува збор само за технологија, туку и за тоа како ние навистина го менуваме начинот на кој работиме, самите процеси кои ги прилагодуваме и ги правиме на некој начин работите поинаку. Самата дигитализација е и долгорочна деловна стратегија и обврска која мора да се заснова пред се на намерата на самиот менеджмент на една компанија и навистина да го подготви својот бизнис и својата компанија за предизвиците во иднината. Со воведување на дигитализацијата, фактички самите деловни процеси функционираат на еден поедноставен и поинаков начин, се заштедува на време, се заштедува секако и на самите ресурси, дали биле човечки или финансиски. Деловните процеси, како што кажав, се извршуваат многу побрзо, а со самото тоа компанијата станува попродуктивна, поефикасна и поконкурентна на пазарот.
ИКТ индустријата е редок пример за дел од македонската економија која има потенцијал да генерира еден силен економски раст и бенефити кои се чувствуваат не само во економијата, туку и во целото општество воопшто. Тоа е индустрија каде постојат директни инвестиции без експлоатација на природни богатства, нема загадување на човечката индустрија, а при тоа државата од суровинско извозна може да се претвори во извозник на производи и услуги со висока додадена вредност. Експанзијата на оваа индустрија значи зголемување на девизните приливи, развој на сите други сектори, а самата дигитализација на стопанството и на самата држава. Денес технолошкиот развој на една земја е непосредно поврзан со развојот и напредокот на ИКТ секторот, затоа што тој е носител на најмодерните концепти на управување, производство, маркетинг и така натаму. Значи, според најновиот извештај за македонската индустрија, ИКТ индустрија, презентиран во 2020 година, имаме околу 1957 економски активни компании со вкупно 15.093 вработени. Приходите на целиот сектор изнесувале 879 милиони евра, а трошоците 772 милиони. Профитот бил 103 милиони евра. Значи, во последниве години, на база на овие податоци, може да се каже дека имаме раст од 51% на економско активните компании, како и раст на од 37% на бројот на вработените. Тоа е во просек 10% годишно, односно од 10.900 на 15.090 вработени во 2020 година. Во принцип, исто така се бележи раст на приходите од 17%, особено кај компаниите за софтвер и IT услуги, а самиот профит бележи генерално раст од 74%, извозот 40% и увозот 18%. Каде е интересот на текстилашите за спроведување на процесот на дигитализација? Вака Петрушевска одговара на оваа дилема. Дефинитивно, значи, можам слободно да кажам, со текстилните компании постои можност за голема соработка. Неисцрпни се можностите кои што може ИКТ индустријата да ги понуди за токму овие компании, затоа што самата ИКТ технологија може многу да влие на нивните деловни процеси и да ги забрзаат нивните производствени капацитети, да кажам, и да станат поконкурентни, а тоа е секако борбата на овие компании на пазарот, да бидат попрепознатливи и секако македонскиот квалитет кај текстилот уште повеќе да биде позабележан на меѓународниот пазар. Постојат многу, да кажам, решенија кои што можат да помогнат, како што спомнав, самата веб страна, постоењето на веб страна, знаеме дека кај текстилните компании не е толку, да кажам, можеби застапена, но секако е повеќе од потребна и секако сите останати ИКТ решенија, софтвери кои што во моментот се нудат на пазарот од страна на ICT компаниите, како што се планирање на ресурси со предпријатијата, системот за управување со документи, управување со односи со клиенти, менеджментот на човечки ресурси. Главната цел на овој проект е да ги поддржи малите и средни предпријатија од таргетираните сектори во нивните активности за подобро разбирање и запознавање со придобивките од дигиталната трансформација, анализа на нивното сегашно ниво на дигитална трансформација преку поддршка во креирање на стратегии за дигитална трансформација, како и финансиски да се поддржат во процесот на купување и имплементирање на IT решенија со цел да ги подобрат нивните деловни активности. Како главни активности на проектот би ги издвоила тука промовирање на придобивките од дигиталната трансформација преку соодветни брошури, настани, поддршка на компаниите од поддржаните сектори при креирање стратегии за дигитална трансформација, како и поддршка на компании од поддржаните сектори во купување и имплементација на ИКТ решенија со 50% на субвенција или поддршка до $3,000.
Во моментов, актуелно ни е повик за креирање на персонализирани стратегии за дигитална трансформација за компаниите од секторите кои се поддржани од проектот, со цел да им се даде еден патоказ или прирачник за тоа што е потребно да направат, кои процеси и чекори се потребни да ги имплементираат и што е нивен приоритет на база на нивните потребни од аспект на ИКТ технологија и решенија. Овие активности се работат со искусен консултант кој што ги води ни самиот процес и со негова помош креираат стратегија на база на која ги одредуваат нивните приоритети и насоки на делување со цел дигитална трансформација на нивните бизнис процеси. Секако ќе следат и повици за финансиска помош, за набавка, имплементација и закупување на соодветни ИКТ решенија. Идните активности во рамки на проектот се имплементација, односно да ги завршиме сите повици кои што во моментов ни се во тек, а секако ни се планирани и настани со цел промоција на активностите во рамки на проектот, како и едно запознавање на сите компании кои што се корисници на самиот проект. Ова беше се за ова издание на Конец. Благодарам за вниманието, со најава дека се гледаме веќе во последната среда од овој што туку веќе започнат месец. До тогаш бидете добро со програмските појаси на телевизија Стар и што е најважно,